Што е пак од друга страна со фактите кои што зборуваат дека околу 2 милиони деца загинуваат како резултат на вооружени конфликти или пак 600 милиони деца во светот растат во сиромаштија. Каде се тука правата, бројните конвенции, закони и така натаму кои што се верификуваат и стојат на хартија, но како е во реалноста. Светски ден на превенција од злоупотреба на детето беше вчера и беше одбележан вчерашниот ден, а пак денеска во продолжение на истото е Светски ден на детето. Со кого друго би позборувале на оваа тема, ако не со луѓето кои што од првата детска амбасада во светот многу пати или пак секојдневно работат на проекти за заштита и подобрување на правата на децата во нашата земја. Па затоа Кристина Капсарова, координатор на СОС линијата при првата детска амбасада во светот Мегаши, и Славе Николовски, координатор за бесплатна правна помош. Утрово се со нас. Добро утро до двајцата и добро утро. Кога е одбележување на вакви денови, Светски ден на детето, превенција и така натаму, се што е поврзано со правата на децата, верувам дека тоа е од посебен значај и на посебен начин се одбележува и во првата детска амбасада, бидејќи ако ништо друго тоа е главна ваша преокупација, верувам, во текот на целата година. Спомнав неколку факти и едно општо прашање за самиот почеток: дали се почитуваат навистина детските права или според оние резултати или статистика кои што вие имате укажува на тоа дека навистина се нарушуваат нивните права? Па добро, ние како детска амбасада, како граѓанска организација кој што ги штити правата на децата, пробуваме колку што може во соработка со државните институции да помогнеме во штитењето на правата на децата. Иако во Македонија како држава, нели, на патот на Европска унија која што се стреми за подобрување на социјалниот стандард на граѓаните и заштитата на правата на децата, со самото тоа имаме се уште фрапантни бројки на деца. Имаме бројка од над 18.000 деца кои што се уште не посетуваат училиште, иако образованието ни е загарантирано со Уставот на Република Македонија. Имаме преку 2000 деца кои што се уште живеат на улица. Значи, овие деца се најголемата таргет група на деца кои што се злоупотребени, значи со трговијата на луѓе, педофилијата. Нашата граѓанска организација прави напори, нели, за колку што може повеќе да се, согласно со Уставот на Република Македонија, со Конвенцијата за заштита на правата на детето, да се почитуваат повеќе правата на децата. Реагираме на секоја повреда и злоупотреба на правото на детето. Така, но и повеќе работилници и други принципи на кои што работите, можеби и на ресоциализација на оние негативни случаи кои што за жал ете според статистиката ги има. Кристина е координатор на СОС линијата. Спомнуваш дека има доста голем број на јавувања. Бројот на јавувањата се зголемува, значи од година на година. Бесплатниот СОС телефон функционира од 93 година, значи веќе 15 години, и до сега имаме бројка над 16.000 јавувања. Со тек на времето се зголемени бројот на јавувањата и се менуваат јавувањата во однос на темите и на разговорите со кои што младите се јавуваат и бараат да поразговараат со нас, бараат некаков вид на совет, помош, или исто така зголемена е бројката и на пријавувањата на насилство, пред се семејно насилство, значи на второ место доаѓа комерцијалната експлоатација или злоупотребата на деца и слично. Минатата година имаше процентот на пријава на семејно насилство беше 18%, додека годинава таа бројка е зголемена веќе на 20%. Да. Што значи дека се кршат правата на децата, меѓутоа ние како организација сме тука. Така, ќе ви кажеш ли, охрабрени ли се доволно младите сами да се јавуваат на телефоните, или можеби во најголем дел од случаите тоа се родителите, пријателите или пак преку некој трет поставуваат прашања кои што се битни за нив? Има случаеви кога се јавува и некој трето лице или нивните родители, меѓутоа често се јавуваат и младите, затоа што повиците се анонимни, линијата е бесплатна и загарантирана им е секаква анонимност и доверливост на она што ќе го каже. Со текот на годините има стекнато доверба во нашата организација и слободно се јавуваат или доаѓаат на разговор претходно во нашата организација. Па ние по тоа од правна
Јас конкретно од правна точка им помагам да ги реализираат своите права. Така, значи на СОС може да се добијат општи прашања или одговори на некоја проблематика која што ним е интересна или пак имаат одреден проблем. А пак Славе е тука за бесплатна правна помош. Во што се состои истата, односно што можат децата да добијат од бесплатната правна помош? Најчесто реагираме за прекрашување на детските права, значи за злоупотреба на некој нивно право. Обично соработуваме многу добар тимски дух на работа имаме со службата со Кристина и со нашиот социјален работник Воскре. Они ги собираат најпрво суштинските главните информации кои што потоа мене ми ги пласираат за да го изработам правниот документ со кој што ќе реагираме ние, зависно нели кај која институција државна за да се реагира за некое повредено нивно право. Така, нашата колешка Светлана Божиновска ве посети, значи беше во просториите на првата детска амбасада Меѓаши, отаму прилог посветен на Светскиот ден на детето. Имаме уште прашања со нашите гости, по прилогот продолжуваме. Децата се нашето најголемо богатство. Ова може би една од најупотребуваните реченици кога е во прашање детето и неговото значење за родителите и семејството, но сепак фактот дека повеќе од 2 милиони деца загинале како резултат на вооружени конфликти во последниве десетина години, најмалку 600 милиони деца во светот растат во сиромаштија, а голем е и бројот и на оние кои се сексуално или физички малтретирани. Тогаш само по себе се наметнува прашањето: колку децата се заштитени и дали се почитуваат детските права? Има и исчекор напред во одредени ситуации кои биле минато, но има и ситуации кои за жал се повторуваат. Например, многу не загрижува состојбата дека се уште има деца кои не одат на училиште, се уште има деца на улица и за жал тие деца се најголеми жртви на злоупотреба на најлошите форми на детски труд, дали е тоа питачење, дали е тоа продажба на опојни дроги, дали тоа е продажба на прехранбени производи, работа на нива, чување на добиток или пак сексуална злоупотреба. Навистина овие деца се жртви во вистинска смисла на зборот. Децата кои се исклучени од воспитно-образовниот процес најчесто се жртви на сексуална злоупотреба, педофилија, трговија со деца, деца на улица. Македонија се уште има 200.000 луѓе кои не завршиле основно образование, 18.500 деца кои не одат на училиште и околу 2.000 деца кои се секојдневно на улица, ги гледаме. Има исчекор напред од аспект што државата отвара неколку дневни центри за деца на улица. Еден од таквите има и првата детска амбасада во светот Меѓаши. Ние водиме секојдневна грижа со нив и регистрираме дека покрај лошите услови за живење, тие имаат нерегулирано државјанство, извод од матична книга, не можат да се лекуваат, најчесто се болни и не се вклучени во редовниот воспитно-образовниот процес, што е загарантирано уставно право на сите деца во Република Македонија и предвидени со Конвенцијата за правата на детето. Родителите, семејството и училиштето се клучните фактори во создавањето на личноста, која треба да ја препознаеме и во децата. Грижата за нив и покрај секојдневните обврски бара целосно внимание и контрола и во моментите кога не сме со нив, да знаат дека се почитувани и сакани. Апел до родителите е тоа да навистина воспитанието и би се рекло дури иако изобилуваме со образование, воспитанието е елементот кој неопходно во моментот кога не може да рационализира, не може разумот да надвладее расположението и поттикнувањата, треба правилниот патоказ од самите родители, од топлината, од чувството дека они биле деца, знаат како било детето, не било никој пат возрасно, не може да знае зошто некој нешто треба да се прифатат, а други да се одбијат, што значи во рационализацијата правиот патоказ е семејството. Република Македонија во 1993 година ја ратификуваше Конвенцијата за правата на детето, која ги опфаќа правата на обстанок, развој и заштита и со тоа се обврза да направи напори за успешно спроведување на обврските од истата. Така, колешката Светлана Божиновска со извршниот директор на детската амбасада Меѓаши Драги Змијанац и доктор Михаил Левенски, невропсихијатар. Повеќе точки или
подпрашања кои што би можеле ефективно да се искористат и да ви ги поставам вам, се разбира да добиеме конкретен одговор. Родители, семејство, училиште, клучни фактори во формирањето на личноста на детето. Кристина. Да. Значи, како што рековте и вие, клучни фактори во формирањето и во социјализацијата на личноста на детето се родителите, семејството, поширокото семејство и училиштето. Значи, училиштето е битен фактор за развојот на личноста и за нејзино вклучување во општеството и поширока социјализација. Меѓутоа, фрапантна е бројката, над 18.000 деца во нашата земја не се вклучени во образовниот процес. Ние како невладина организација во соработка со други организации работиме на таа проблематика, значи вклучување на децата од улица во образовниот процес. Значи, во нашата амбасада има дневен центар кој што секојдневно го посетуваат деца од улица и каде што на некој начин се обидуваме да ги вклучиме во тој образовен процес, стекнување на основни навики, вештини и слични. Така, повеќе работилници, преку повеќе методи за ресоциализација и... Да, не се работи класична настава, повеќе преку работилници, преку изработка на проекти и слични. Така, Славе, бесплатна правна помош, јас колку што го разбирам вашиот систем, вие сте некаков линк или пак координација до како децата, родителите, се разбира, кои што имаат проблем, ги упатувате до вистинските институции, каде би можеле да се обратат? Да, они кога се јавуваат не се телефонот или кога ќе додадат на разговор во нашата амбасада за да истакнат некои нивно прекршување на правата или родителите за нивните деца, обично ние ако бараат правен совет, им кажуваме, ги патуваме каде што да направат или преземаме ние, реагираме во нивно име до државните институции. Македонија на 20 ноември или Светски ден на заштита на детето, овој ден е прогласен од Генералното собрание на Обединетите нации во 1954 година, исто истиот ден е донесена во 1989 година Конвенцијата за заштита на правата на детето. Ние како организација сме многу горди што нашата држава е потписник на оваа конвенција. Во 1993 истата е ратификувана во Република Македонија, со што самата држава презема грижа за заштита на правата на детето. Значи државата презема одредени законски, образовни, административни, социјални мерки за заштита на децата од злоупотреба на нивните права и со така заштита од сексуално искористување и сексуално малтретирање. Така, се разбира подпишувањето на се извинувам, ако не проблем само микрофонот да го вратиш на место. Се разбира подпишувањето на една ваква конвенција доведува и сноси одредени одговорности кон државата кои што ги спомна за заштита на децата. Тука е ја спомна конвенцијата од 93-та? Да, ратификувана е во Македонија 93-та. Исто може да се спомене и уште една конвенција во 2002 година Македонија е потписник на конвенцијата за забрана и елиминација на најтешките форми на злоупотреба на детскиот род. Така. Детската амбасада Мегаши сигурно не ги одбележува своите активности само за Светскиот ден, туку континуирано работи на проекти. Нешто да откриете за оно што го планирате во блиски ден? Ние сме тука, значи, не само за Светскиот ден на детето, не само за одбележување на денови за злоупотреба, работиме секојдневно. Секојдневно имаме јавување на SOS линијата. Исто така, покрај бесплатната правна служба, има бесплатно психолошко советувалиште, значи доаѓаат луѓе на кои што ми е потребна помош да поразговараат за нешто. Тука се детските работилници кои што ги секоја година, значи имаме математика, англиски, ликовно, оригами, кои што ги посетуваат над 1500 деца. Тука е дневниот центар за деца од улица. Секој ден продолжуваме со нови различни проекти. Голем број на волонтери кои што со полно срце верувам работат за доброто на децата. Да, точно. Да. Кристина Капсарова, координатор на SOS линијата при Детската амбасада Мегаши и Славе Николовски, координатор за бесплатна правна помош. 10 минути, спомнавме ли се што беше важно? Да, во овој временски термин колку што имавме на располагање. Ви благодарам што дојдовте утрово. Благодарам. Со вашите активности положите понатаму, а ние сме тука да помогнеме за промовирање на истото и во иднина. Благодарам. Малку музика во продолжение.